ЕУ е создадена со доверба, не со гаранции. Уставните измени се неопходност за старт на преговорите. Ваква порака испрати Марта Кос, еврокомесарката за проширување од Скопје. Изјави дека ја охрабрува владата да го почне процесот за вметнување на бугарите во уставот и порача дека ЕУ ќе работи заеднички на патот кон полноправно членство. Проширувањето на ЕУ не е изградено на гаранции кои што се даваат однапред, туку се гради врз доверба, обврски, посветеност, нивно исполнување и работа. Усвојувањето на договорените уставни измени останува неопходниот следен чекор за формално започнување на пристапните преговори и затоа уште еднаш ја охрабрувам владата да го започне процесот кој што наскоро може да донесе измени во уставот. На прашање до еврокомесарката како да се изгради доверба со членка на Европската унија која не признава јазик и идентитет, Кос изјави дека не постои рецепт и потсети дека ЕУ била создадена од довербата меѓу две држави, Франција и Германија, до тој момент непријатели. Изјави дека градењето доверба е и со почитување на меѓународното право, но и со сите 27 членки на Унијата. Довербата е важна, но како ќе изградиме довербата? Нема рецепти за тоа. Јас не сум она која што може да ви дава совети за тоа како да изградите доверба со вашите соседи. Но она што го знам е дека колку повеќе доверба имате, толку полесно ќе напредувате низ пристапниот процес. Можеме да изградиме довербата не само со добри зборови, туку и со добри дела. Може да градиме доверба со избегнување дејства и зборови кои што може да зголемуваат тензија. Може да ја зголемиме довербата кога ќе го почитуваме меѓународното право, ќе ги решаваме споровите по мирен пат. Дека не може да се дадат гаранции, Кос како пример ја издвои Украина, која доби зелено светло за кандидатски статус, но потоа беше блокирана од Унгарија. На прашање до премиерот Мицкоски пак на каква карта ќе игра владата и која е опцијата ако пораките од Брисел за уставните измени и гаранциите се јасни, порача. За нас нема во моментот никаква друга опција, ниту план Б. За нас единствена опција е членство во рамките на Европската унија и посветеност во делот на испораката на реформите. Истовремено остануваме доследни на ставот дека секое трајно решение треба да биде засновано на взаемно почитување, заштита на националното достоинство и јасна предвидлива европска перспектива. Кос денеска ја пофали земјата за реформската агенда, изјави дека до 15 јули очекува 100% реализација на 10 реформи со истечен рок, вклучително и донесување на изборниот законник и повика на меѓупартиски консензус. Најави дека Македонија ќе добие дел од неискористените средства од планот за раст, што не ги искористија другите земји кандидатки.